Ние на 29 јуни славиме 100 години од изработката на првото зрно седефасто, премачкано од рацете на мојот покоен татко Ване во далечната 1924 година. Но тога името Охридски бисер не постоеше. Охридски гердани. Името Охридски бисер го добива нешто подоцна од самите муштерии, но и по цел еден век начинот на изработка е ист како оној за кој неговиот татко и чичко плателе златни наполеони за да го добијат рецептот од рускиот емигрант Јован Субановиќ. Она што јас на 27. децембар 1964 година го добив како рецепт за изработка на охридските бисери од мојот покоен татко, 7 дена пред да почне, до ден денеска, а претходно и тој, значи начинот е потполно ист. Од 1924 до денес начинот е потполно ист. И јас сум горд што го исполнявам аманетот на мојот покоен татко. Тој ми каже: синко, никогаш, ама никогаш, за никакви пари не смеш процедурава, начинов на изработка да ја мениш. Охридскиот бисер и ден денес во семејството Талеви се изработува рачно. Основата на емулзијата која се нанесува на зрното бисер се добива од карлушката на рибата плашица, иако во Охридското езеро ја има се помалку. Сега веќе не е тој квалитет на плашицата која би дала такво рибино сребро како некојаш. Јас се снаоѓам. Не е проблем. Татко ми ги даде сите тајни. И ден денеска, значи, можам клетва да земам дека јас работам со рибино сребро, не со вештачко, со сребрен нитрат. Не. Во морината, ни светот живее такви риби, кој велеше татко ми да нивното сребро е дури и почисто и поквалитетно од нашата плашица. А строгочуваната тајна се пренесува од колено на колено. Сега чичко Климент има наследник во неговиот внук Климент, кој по завршувањето на студиите сепак се одлучил да го продолжи занаетот. Е многу голема чест што ќе ја превземам ова одговорност, да ја продолжам традицијата на изработка на оригинал охридски бисер. Ќе го продолжам бизнисот кој што ме учеше мојот татко и мојот дедо, све ова да е рачна изработка. Во дукинот на Талеви, сместен во Охридската чаршија, се изложени и десетина фотографии од познати светски личности кои носат од охридските бисери. Најважната личност кој, како сака да речи, за мене и за мојата фамилија е троредниот бисер на што го поклона покојниот Борис Трајковски, односно неговата супруга Вилма, на кралицата Елизабета, при првата посета на нашиот покоен председател Борис Трајковски на Англија. Исто така и незината снаа имат наш бисер. Ова е негде 12 мм во пречник, тачно 38 сантими должина. Тоа е по порачка, значи праено по мера. Иако денес охридскиот бисер се соочува со нелојална конкуренција, со фалсификати кои се увезуваат од Турција и Кина, а се продаваат како оригинални, изработувачите велат дека низ годините обстоиле со квалитетот на бисерот, оригиналноста на изработката и од и брендот не може да се копира. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.